Проектот Мејлен започна со имплементација во 2017 година. Всушност подразбира воведување на национална програма за консолидација на земјиште, кој што е финансиран од Европската Унија, а е спроведуван од Агенцијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Целта на проектот е да започне консолидацијата во Македонија со цел да се решат постоечки предизвици во земјоделството кои што постојат, како што се расцепканоста на земјиштето, нивната раздалеченост и важно да се напомене и инфраструктурата. Консолидацијата што подразбира, во кратки црти, консолидацијата подразбира укрупнување на постоечкото земјиште на земјоделците, групирање на едно или на две места, но е многу важно да се напомене дека истото е проследено со инвестиции во инфраструктурата. Така што во новата состојба се предвидени и инвестиции конкретно во Кочанскиот регион, во каналите за одвод и во пристапните патишта. Сето тоа ќе придонесе за подобрување на производството, намалување на производствените трошоци и генерално за развојот на земјоделството. Во моментов, проектот Мејнленд заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство спроведува проекти за консолидација во 8 подрачја, што е важно да се напомене дека консолидационите подрачја во Конче и Егри се веќе во финална фаза, односно Конче е веќе завршено во општина Конче, додека Егри е во фаза на регистрација и на подготовки за изградба на инфраструктура. Дополнително во понапредна фаза во Битолскиот регион се Логоварди, Оптичари и Трн, а неодамна почнавме и во Дабјан и во Кожле. Кожле во општина Петровец, а Дабјан и во општина Долнени. Меѓу другото, паралелно се спроведува и во Спанчево и Соколарци, зашто всушност и денес сме овде, каде што покрај окрупнувањето на земјиштето, повторно имаме предвидено инвестиции во инфраструктурата, конкретно во каналите за одводнување и во пристапните патишта. Во моментов подготовките за престојното собрание се во полнек. Собранието на учесници ќе се одржи на 6 декември во Домот на културата во Спанчево и ќе започне во 8 часот наутро и ќе трае до 8 часот навечер. Тоа е така направено со цел максимално да се испочитуваат постоечките протоколи за заштита и превенција од COVID-19. Консолидацијата се спроведува на партиципативен начин и може да се спроведе само со максимално учество на сите учесници, односно на сите собственици на земјоделските земјишта кои се во прашање. За таа цел ги повикуваме на 6 декември во што масовен број, што поголем број да дојдат да ни се приклучат на собранието, за да ги започнеме понатамошните активности кои што се предвидени со планот. Кој што сектор е одговорен за имплементација на сите проекти за консолидација во државата, започнувајќи од почеток со иницирање на постапка преку одлука на влада за отпочнување на проект за консолидација врз основа на изработена студија на изводливост. Во овој регион имаше изработено 4 студии на изводливост: Спанчево, Соколарци, Чифлик и Чешиново. Моментално се наоѓаме во втората фаза на проектите во Спанчево и Соколарци, кои што заедно со избраните оператори се надеваме успешно ќе ја поминат втората фаза и на тој начин ќе придонесеме за развој на овој крај, односно за подобрување на структурата на површините во подрачјето во Спанчево и Соколарци. Како што и претходно колегата од проектот Мејнленд соопшти, имаме околу 14 проекти во Македонија кои што се одвиваат. Во Спанчево и Соколарци се две, се надеваме уште двата нови проекти за извесен период ќе започнат со реализација. Сакам да ви кажам дека стана збор за огромна процес кој што е многу битен и кој што е многу значаен за самите земјоделци. Државата со помош на проектите преку ФАО и Европската Унија
донира и инвестира во овој регион и се надеваме дека земјоделците веќе сватија значењето и улогата на консолидацијата и се надевам дека успешно ќе продолжи активноста на консолидација во овој крај. Сакам да ги охрабрам сите земјоделски производители од подрачјето на Спанчево, Чешиново, Соколарци да дадат придонес, односно на 6 декември да дојдат со свој подпис, да дадат лиценца за нас и дозвола за отпочнување на работите. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го осети Mainland проектот како многу важен и од сите производни подрачја во Македонија ги имаме најдобрите услови за успешно и спроведување на консолидација на земјоделско земјиште. Односно, самиот терен, самиот начин на производство во Кочани не тера и на овој проект да го изведеме како единствена мерка, единствен проект кој што ќе го излечи земјоделското производство, ќе значи излез од летаргичноста и расцепканоста, фрагментацијата на земјоделските парцели. Само да ви спомнам дека во рамките на хидромелиоративни системи имаме преку 100.000 катастарски парцели. Да се охрабрат земјоделските производители, да пристапат кон проектот и да не веруваат на скептичните изјави дека ќе им биде одземено земјиштето. Напротив, секој што ќе влезе во проектот ќе излезе не само што со иста вредност, ќе имаме своји проценители, а ние сме тука како Министерство за земјоделство да им бидеме нивна закрила во целата постапка. Нема да дозволиме ни еден земјоделец да биде на негова штета и сите трошкови од административни и земјени работи ќе бидат на сметка на проектот за консолидација. Ние сме нивна закрила, ги охрабрувам сите на 6 сите иматели на земјоделски парцели во ова подрачје да дојдат, да дадат една потврда со својот подпис и да што ќе значи почеток на работите со овој проект. Овој проект е еден од најважните во светот кој што е во тек во повеќе земји. Еве и кај нас успешно е спроведен во Конче и Егри. Изработена е национална стратегија за консолидација од страна на Министерството за шумарство. Сите изјави за пристапување се веќе подпишани, примени од наша страна. Се работи на нивно информирање, повеќе состаноци се завршени, така да сметам дека глобално секој има сватено значењето на консолидацијата во решавањето на проблемите во земјоделското производство во Кочани. Ова е неизбежен проект и треба да го прифатат сите сопственици на земјоделско земјиште. Ги очекувам на 6 декември со својот подпис. И биде успешно овој проект, го шириме консолидацијата и на соседни подрачја. Веќе имаме најави од соседни села кои што пројавуваат големи интерес, како Чифлик, другиот дел од Спанчево, Бања, Чешиново, така натаму и селеме на другите подрачја. Па подрачјето кое е опфатено со овај проектот за консолидација, последните години се произведува ориз. Значи, структурата на производство е оризовата култура. Оризовата култура е специфична култура по однос на самото производство, по однос на наводнувањето и сите други агротехнички мерки кои се спроведуваат за разлика од другите поледелски житни култури. Можам да кажам дека овој проект, после проектот за изградба на системо на брегалница, значи за наводнување, е втор проект по тежина и по важност за ова подрачје. Значи,
вакви проекти се одобруваат и спроведуваат еднаш во 50 години и мислам дека ова е шанса голема, а зависи само од земјоделците, овој проект да се спроведе и изведе со цел да се организира едно рационално, економично и одржливо земјоделско производство, конкретно во овој регион производство на ориз. Што значи консолидацијата? Значи, сега добро знаат и самите земјоделци, тие имаат повеќе парцели на повеќе места и за да ги обработат тие парцели мора да се шетат од парцела во парцела. По спроведувањето на консолидацијата, парцелите ќе се соберат на едно или две места во зависност од можноста, така да земјоделците сега ќе морат да отидат на едно само место, значи да ги извршуваат работите. Ќе им се подобри организацијата на работата. Значи ќе имат подобрено наводнување, подобрено одводнување, која сега им е проблем, ќе имат подобар пристап до самите парцели и подобра организација. И на крај, значи, они ќе имат и повисоко земјоделско производство, бидејќи ќе имат, значи, уедначена почва, бидејќи се парцелите на едно место, а на тоа истото место можат да си анализират, да си направат педолошки анализи, да си испитат почвата и да применат соодветна технологија на производство со цел на подобрување на самото производство. Со еден збор кажано, значи, овој проект е проект кој треба, значи, да се спроведе, а исклучиво зависи од самите земјоделци, значи, тие добро знаат дека со спроведувањето, значи, информирани се и од тимот на проектот, и од ФАО, и од подрачната единица за Министерство за земјоделие, значи, за тежината на самиот проект. Ја користам приликата уште еднашка, што помасовно да ги повикам собствениците на земјоделско земјиште во ватарот на село Спанчево на 6 декември во недела од 8 сабајле до 8 навечер да дојдат на тоа прво собрание кое што во корона услови ќе биде налик на гласачки ден, да нема групирање, да дојдат, да земат свое учество, да го поддржат тоа собрание, бидејќи со тоа собрание навлегуваме во суштината на консолидацијата. Значи, првото собрание не значи, тоа го кажуваме често со одејки по луѓето, информирајќи ги за консолидацијата, првото собрание не значи согласност, него значи овозможување на стручните тимови да навлезат во суштината на консолидацијата, односно да се врши проценка, геодетски снимања и така натаму. После првото собрание, суштински за земјоделците ништо не се менува. Значи, секој си ја задржува својата парцела, секој си работи на својата парцела, секој си продолжува нормалната обработка и користењето на земјата како и до сега. Но се овозможува паралелно со тоа, они како нормално ќе си продолжат со своето работење, да стручните тимови навлезат во суштината на консолидацијата, односно да се врши таа проценка, да се вршат геодетски снимања и да се врши интервјуирање со секој еден собственик. Би сакал да истакнам дека целиот процес на консолидацијата е апсолутно бесплатен за собствениците. Значи нема никакви скриени трошоци. Целиот тој проект е покриен, нели, од Министерството за земјоделие и од ФАО. Околу самата консолидација би сакал да напоменам. Главни стожери на процесот на консолидација се проценката на земјоделското земјиште, не проценка на пазарната вредност на секоја парцела, туку
приносната вредност на секоја парцела и тоа е еден од основните стожери, бидејќи велиме дека со извршената проценка секој еден сопственик од подрачјето во процесот на консолидација влегува со свој капитал. Освен тоа, вториот стожер на целиот процес на консолидација се и интервјуирањата на секој еден сопственик. Секој еден сопственик изјавува каде сака да биде окрупнет. Значи, повторувам, секој еден сопственик ќе изјави точно каде како сака да биде окрупнет и врз основа на оној капитал од проценката, врз основа на можностите, тоа и ќе биде направено така. Со тоа апсолутно се побива фактот дека на некој ќе му биде насилно одземена земјата или ќе му биде извршена размена или ќе му биде дадена друга земја. Значи, процесот е апсолутно транспарентен и сите тие фрази ги побива. Околу принципите би сакал исто така да се задржам. Значи, принципите на консолидација се, например, ако еден сопственик има парцели во два дела од полето, не може да бара да биде окрупнет на трети дел. Тој сопственик што сега има парцела покрај пат, сигурно е, доколку он не изјави согласност, сигурно е дека тој ќе остане покрај пат, бидејќи тој е принципот. Ако е покрај пат, треба да остане покрај пат. Сите оние кои сопственици кои што се единствено со по една парцела, а во атарот на Спанчево ќе има доста такви, ќе имаат можност од овие принципи да на некој начин одскокнат, односно да не важат за нив овие принципи, бидејќи тој што ќе биде со една парцела сопственик ќе има можност да избере дали сака да биде на истото место остаен или сака да биде негде изместен во самото поле.